ВД директорот на Комуналец Цвонко Евановски одржа пресконференција со која повторно ја замајува јавност. И наместо да се врати стариот сјај на Прилеп, кој некогаш важеше за најчист град во Македонија, Цвонко Евановски се навраќа на едно минато време, кога ВМРО ДПМН беше на власт, во недостиг на идеи и реализација на нови проекти. Обвинувањата за грешни или избрзани инвестиции во секундарната селекција е контрадикторно со вашите излагања во јавност, каде што знаете да се пофалите со примарната селекција, која 90% беше реализирана до 2018 година. Да ве подсетиме дека во наше време беше инвестирано во 19.000 корпи за селекција во домаќинствата, со вредност од околу 20 милиони денари. И наместо да се фалите со комунална инфраструктура, кажете им на прилепчани дека до 2018 година беше инвестирано и во над 500 контејнери за отпад за селекција. Инвестиција над 4 милиони денари. И во над 500 контејнери за мешан комунален отпад со вредност од 7,5 милиони денари. Беше инвестирано и во 3 нови возила за селекција и 5 половни возила кои се уште возат на релациите. Инвестиција од 12 милиони денари. Од останати инвестиции во наше време ги издвојуваме инвестициите во опрема за пресирање на селектиран отпад со вредност од 500.000 денари, асфалтирано плато по механичката работилница со вредност од околу 1 милион денари, во градежни машини и транспортни возила. Во вода паѓаат и обвинувањата за грешни инвестиции во секундарната селекција или машинско одвојување на отпад. Точно е дека машината е купена во 2013 година и е исплатена во 2015 и 2016 година. Велите дека не достигале делови. Па истите делови кои ги барате не се уште порачани, затоа што се електрика и требаше да се порачат при пуштањето на машината во употреба, за која вие не ни помислувате да ја пуштите со алиби дека ви било скапо. Правите пресметки колку ќе чинела халата и колку била скапа инвестиција. Наместо да се фалите како тоа добро сте менаџирале, пофалете се со реализација на еден ваков значаен проект. Впрочем, и градоначалникот Илија Евановски пред изборите се сликаше пред халата на депонијата и ветуваше дека ќе вложи во модерно управување со отпадот. Почитувани, наместо неосновано да критикувате, засукајте ги ракавите и сработете нешто. Граѓаните на општина Прилеп тоа го чекаат од вас. Наместо празни флоскули. Затоа што Прилеп заслужува да биде еден од најчистите и од најубавите градови во Република Македонија. Ви благодарам.